Разговараме со Павлина Таневска, помлад соработник за утврдување даноси и такси во општина Новаци. Многу интересен соговорник сте, со оглед на фактот што навистина даночната политика на секоја општина е во фокусот на секоја јавност. Кои се даноци ги наплаќате и такси и колку граѓаните се одговорни во поглед на почитување на обврската кон општината редовно да ги сервисираат своите обврски. Се разбира не само граѓаните, туку и фирмите кои гравитираат во овој атар. Благодарам на прашањето. Значи, во однос на данокот на имот и останатите даноци во општина Новаци, општината, значи, приливот го подмирува и можам да речам дека квалитетни 90% од жителите на општина Новаци си ги подмирува своите обврски кон општината. Значи, како даноци во самата општина, како прилив, доаѓа од комунални такси, од експлоатација на минерали, вода, сите други ресурси што ги поседува самата општина и така да во доволно добар процент се исполнуваат и се подмируваат тие давачки. Така, задоволни сте, значи, од реализацијата на наплатата и сметате дека навистина зборуваме за граѓани кои што се многу одговорни. Ако зборуваме за данокот на имот, тогаш во тој случај дали постојат некои степенувања, некои разлики во поглед на наплатата? Колку е сега висината на овој данок? Значи, во населено место и во другите населени места. Значи, данокот на имот, без оглед за кое населено место се работи, значи се оди преку даночните факти што се утврдуваат согласно со даночните закони и нивната економска содржина. Значи, така да во контекст на данокот на имот во самото населено место и останатите населени места во општината, значи се води, односно се имплементира според законите. Така, според одредени пресметки. Дали може евентуално, доколку располагате со таква информација, да не известите колку еден граѓанин со двоспратна куќа плаќа на општината како за буквално годишно ваков еден данок на имот? Така прецизни податоци не можам да дам, не сум информирана, не сум во тек, со тоа што сум прилично нова, ама... Фирмарините? Висината на фирмарината? Висина на фирмарина од кај 2000 до 4000 денари, зависи од фирмата, како е евидентирана, како е регистрирана и колку му е приходот. Вашите оценки какви се? Како реагираат граѓаните при наплатата? Со оглед на тоа што 90% велите дека е реализацијата, тоа значи дека тие се одговорни во наплатата. Но дали се случуваат реакции на висината на даноците? Стопанските субјекти како реагираат? Дали сметаат дека даночната политика кореспондира или не кореспондира со нивните приливи, со начинот на кој што тие функционираат, да забележат дека се превисоки даноците. Обично се реагира за високи, за ниски не се реагира. Значи, претходно сме немале некои реакции околу тоа, но со измената што се деси на законот за даноци на 14 јули 2021 и самото имплементирање што се воведи од први 2022, граѓаните и жителите на нашата општина почнат да реагираат околу тоа дека колку е превисок данокот и дека тие обврски не можат да се ги подмират. А со тоа мислам дека ќе дојде до потешко наплаќање и прибирање на тие средства од страна на општината. Сега околу тоа што реагираат за тоа што многу голем дел од жителите и населението што се води во општина Новаци не се со место на живење во општина Новаци, а поседуваат имот во општина Новаци. И тоа му представува голем проблем поради тоа што се зголеми данокот на имот до 3 пати повеќе. И исто така имаше реакција околу зголемувањето на стапката на данок за објекти кои што не се користат и кои не се дават под закуп. И за тоа има реакции. Сметам дека тој закон е предвиден со цел да се привлечат поголеми интереси за отворање на сопствени бизниси, за вложување во нешто и слично. Како им објаснувате на граѓаните кога има одредени реакции за одредени законски измени? Како контактирате со граѓаните? Го слушате нивниот глас, доаѓаат, реагираат некој бурно, некој помалку, разговарате на овие теми?
се среќавате можеби со градоначалникот, па со градоначалникот ги разгледувате деталите, можеби предлагате на советниците што треба да се направи, имајќи предвид дека зборуваме за рурална општина која што има цел да ги привлече и инвеститорите, но во исто време и оние други граѓани кои живеат во околината, сакаат да изградат овде викенд куќички, да ги реновираат постоечките куќи. Па првично, значи кога има реакција и недоразбирање околу тоа зголемување на данок на имот, секоја странка се сослушува и му се дава соодветно објаснување. Доколку треба да се информира градоначалник или совет на општина, тогаш се оди кон тоа. А доколку нема потреба, мислам, си се разбираме со самата странка во самиот разговор. Зошто е тоа така, кога настанала таа промена и така. Дали во оваа општина постои нотар? Не. Не, значи сепак треба да одат во Битола. Да. Кога зборуваме за данок на недвижност, данок на имот, но во исто време за дарувања, кога се одданочено едноставно таа постапка на подарувања. Колкави се разликите? Како функционира вашата општина? Значи, Каков е соодносот на овие даноци? Значи стапката на данок на наследство и подарок според закон се движи од 2 до 5%. Значи кога се работи за втор наследен ред е од 2 до 3%, а за станатите од 4 до 5%. Висината на стапката на данок на наследство и подарок ја одредува советот на општината и моментално кај нас е 2%. Доколку се работи за данок на промет и слично, кај нас е 3%. Така. Генерално сметате дека зборуваме, како што рековме, за општина која ги наплаќа даноците, за граѓани кои што се одговорни. Според тоа не може да се каже дека имате некои големи проблеми во реализацијата на вашите активности. Инаку од вкупниот приход, рековте дека најголеми приходи од даночни, во секој случај рековте дека доаѓаат од наплата на концесијата од РЕК. По законот за енергетика, во суштина 22% од тие средства одат на конто на државна сметка, значи, поточно 78% ги инкасира општината, што значи дека приливот е голем, инаку вкупниот прилив на општината е некаде 80 до 90 милиони денари. Општина Новаци, според овој разговор со помладиот советник за даноци и такси, за утврдување на даноци и такси, потврдува дека работи во овој сектор успешно и дека навистина може да се рече дури и непречено ги извршува и овие активности. Благодарам за разговорот.